Токму таква е новата генерација на Шкода Фабија, која конечно ја доби MQB платформата. Низиното користење и донесе значително поголеми димензии. Сменети се и пропорциите на каросеријата, чиј изглед генерално го следи дизајнот на останатите модели на чешкиот производител. Друг новитет е третата генерација на 308, со која Peugeot ќе го зацрсти своето присуство во најпопуларната европска класа. Визуелно се угледува на дизајнот на успешниот 208, прилагоден на значително поголемите пропорции и благата купеовска контура. Основата на моторизацијата е 1,2 литарскиот трицилиндричен мотор во верзии од 110 и 130 конски сили, на кои се надоврзува Blue HDI дизелот со 130 коњи. Интерес ќе предизвикаат и двете плагин хибридни верзии со 180, односно 225 конски сили, кои само на струја може да поминат до 60 км. Но вадут во оваа класа ќе има и Honda, чии инженери веќе ја подготвија 11-тата генерација на Civic. За сега е позната само американската верзија, бидејќи овој модел веќе нема да се произведува во Европа. Значаен новитет има и Mercedes, чија C-класа пристигна со стил. Многу нешта во неа се позајмени од луксузната S-класа, што му дава на овој најпродаван модел на марката значителни пазарни предимства. Зачинети се со трите бензински и двата дизел мотори, сите со 9-степена автоматика и интегриран стартер генератор како блага хибридна поддршка. Вистинското сепак ќе бидат плагин верзиите со бензинска и дизел основа, кои ќе имаат електрична автономија и до 100 км.